Добре дојдовте во најновата епизода на подкастот Смисла. Ја бараме смислата, но не за да понудиме смисла, туку низ искуството и нашето, и моето, и на сестра Ефимија како соводител на овој подкаст, но и на експертите кои што ги повикуваме. Не ги повикуваме заради нивната експертиза, пред се ги повикуваме затоа што може да ни споделат од своето секојдневие, од своето искуство, да ви понудиме нешто. Смислата е да ви ја понудиме смислата на прашањата кои што ги потегнуваме, прашања со кои што сите ние често пати во животот се оптоваруваме, размислуваме, се за нас предизвик, не измачуваат, бараме одговори и така натаму и така натаму. Денес трета епизода, малку со подзад над нос, веројатно заради времето загадено во Скопје, но и време на чести настинки, но со едно расположение затоа што е предпразнично време, време од годината кога се сретнуваме, кога правиме рекапитулација, би рекол, на настаните што поминува во годината, се подготвуваме за следната година, веројатно малку се опуштаме, подаруваме многу нешта, купуваме подароци и кажуваме добри зборови и добри благослови. Едноставно време на среќа и затоа влегуваме со позитивна енергија. Во оваа трета емисија сакаме да зборуваме за смислата на едно нешто што е многу важно. Нешто кое што не осмислува, ама и ни ја означува, би рекол, ни ја трасира еднината. Тоа е смислата на воспитувањето и смислата на родителството. Некако не идат едно без друго. Нашиот вечерашен експерт ќе ни го потврди тоа, дека не иде смислата на воспитувањето без смислата на родителството. Живееме во едно време со нагласен технолошки напредок, време во кое што информацијата е подостапна и некако се менуваат концептите на нештата. Не можеме да кажеме дека ако нешто што пред неколку години важеше и денеска ќе важи. Мораме да еволуираме, да бараме нови начини, да се соочуваме на различен начин со предизвиците. Тоа ни укажува на она кое што се обидуваме преку смислата да ви го доловиме. Не да останеме таму каде што сме, туку да се надградуваме во животот. Вечерва имам прилика да најавам гостин, поточно гостинка. Ефи, ти си малце по феминизмот, нели, за да не видам, да не звучам малку... Конечно, гостинка имаме во подкастот. Да, имаме гостинка во подкастот. Сакам да најавам човек кој што го запозна во една друга улога и функција, но кој што одлучи во животот да се надградува и да одговори на предизвиците. Кажувам добар ден за Марија Саздева. Јас ја знам како новинар, координатор, како во една медиумска куќа, но денеска ќе ја представам како магистар по психолошки науки и како меѓународен едукатор за родителство. Добре дојде. Добре дојде, Марија. Многу прашања им отворивте на нашите гледачи во овој момент со самото тоа. Ја гледавме на телевизија, чекај, беше новинар, никогаш не била новинар, секогаш била во психологијата, секогаш, на сите работни животни позиции, па дури зборувала за емоционалната страна на животот, кога тоа беше тотално непопуларно пред 20-тина години на животот, пред 20-тина години, и зборувала за смислата кога тоа тотално беше непопуларно. Така што да, во психологијата на различни начини, секогаш во меѓучовечките односи, во една последна фаза од животот, во последните 5 години, сериозно фокусирана на родителството, предизвиците кои што и лично ги почувствував како родител и потребата на родителите со кои што соработувам. Добро, Марија, го начнав тоа. Колку можеме да разликуваме воспитание од родителство? Целото воспитание не е само во рацете на родителот. И затоа ќе ни биде поедноставно ако зборуваме за смислата на родителството, ако зборуваме за смислата на воспитанието, тогаш треба да ги вклучиме училиштата, ќе ги вклучиме и црквата, можеме да ја вклучиме. Кои се воспитувачи? Улицата и просто изостанува, за жал, како еден од многу важен воспитувач од едно минато време, но затоа тука се социјалните мрежи, тука е интернетот, тука е приливот на информации од сите страни, значи имаме многу воспитувачи и јас би сакала што повеќе да се фокусираме на родителот за да видиме колку е значајна нашата улога и навистина колку ние можеме да постигнеме во домашни рамки,
се останато е надоградување. Добро, ете, јас влегов со таква најава дека живееме во едно време на нагласен динамизам и дека тој динамизам ги начнува сите нешта, сите аспекти од нашето живење. А некако ние како концепт, како општество, можеби не само ние, но сега си зборуваме за ние затоа што и си се сакаме, и сакаме да си помагаме, и сакаме да си напредуваме, нели? Колку сме навикнати на старите работи, на старите нешта. Еве, конкретно во родителството, во воспитувањето. Колку сме навикнати на тој некој, би го рекол, како го дефинираме, традиционален или патриархален концепт на пристап на воспитување, а колку треба малку да се запознаеме со, не би рекол модерните европски текови толку колку што со предизвиците што ги нуди времето, па тоа некако го надминува или го исполнува на поинаков начин овој модел на кој што сме ние навикнати. Дали постои модерен модел на воспитување, модерен модел на родителство визави оној на кој што сме ние навикнати? Да, сега мислам така тоа, нели, и на нашиве простори. Ова е време буквално каде се судираат традиционалното и модерното. И сега, нели, има, кои ќе кажеме поотворени умови, тоа се луѓе кои што малку си ја прошируваат перспективата. Ајде да видиме. Ајде да видиме што сакаме прво од нашите деца, дали тоа што го правиме не води кон тоа што го сакаме или треба нешто да промениме. Значи, ако за традиционалното, на начинот на кој што ние сме биле воспитувани, тоа е еден однос субјект е родителот, а објект е детето, ти немаш појма, нели, табула раса. Усвари, ние така и учевме, нели, дека човекот се раѓа табула раса, празна табла. И сега, што ќе запише родителот, тоа. И таа една одговорност на родителот дека треба да воспитува на кој начин со многу зборување, многу објаснување. И сега што кажува науката? Ај малку да се отвориме. Што кажува една неуробиологија, значи наука која што толку темелно навлегува како функционира човечкиот мозок. И она што, нели, кој ќе кажат родителите, 100 пати му кажав, не ме послуша. Па затоа што веќе има развиен одбранбен механизам, веќе не те слуша. Затоа што детето се затвара, развива одбранбен механизам од непријатното. Како тогаш? Што тогаш? Значи, што е следното? Постојат многу, значи ние можеме да поминеме и буквално сега една едукација на нови вештини, но настанува проблем со примената. Зошто? Затоа што бара вежбање. Значи тоа е еден нов јазик. Новите вештини во родителството чиј што стремеш е да создадеме стабилни личности. Значи ова е смислата на родителството. Веќе не можеме да зборуваме во 21. век, зборуваме година за година. Значи толку брзо оди овој технолошки напредок. Ние немаме поим за што ги спремаме нашите деца. Земете предвид изминатите 3 години колкави промени на кои што нашата биологија не е навикната. Биологијата ни е иста на човечкиот организам, а само нешто ново. И всушност баш овие денови, нели, како што привршува годината, а јас сум во делот на меѓународните едукации и така натаму, и сега се зборува кои едукации ќе бидат најпотребни во 2026. Број 1 е здраво семејство, ама не од аспект на физичкото здравје. Ментално здравје. Кохезија. Ќе останеме ли нормални е прашањето. И сега кога викаме, ако сакаме стабилни личности, ајде да видиме стабилна личност во 2026 што значи. Значи човек кој што ќе може да се, прво, моделот на родителот. Родител кој што не умее да се саморегулира од преплавеност, од информации, спомнавме социјални мрежи, технологија. Ако јас не можам свесно да го стопирам поривот на стално скролање, како да укажам на детето, на кој начин да го стопирам? Со казна? Со забрана? Ништо не постигнуваме на тој начин, така што моделот на родителот останува број 1 во оваа приказна. Затоа што се друго е на екран. Так. Меѓутоа, Марија спомна дека станува збор за еден нов тип на родителство, кое што бара модели кои се оние пристапи кои што ние во 2026 треба да ги имаме во однос на воспитувањето.
колку тие нови пристапи, да кажам, се комплементарни со традиционалните пристапи, бидејќи ја спомнавте одговорност, ја спомнавте стабилноста која што треба да ја изградиме како вредност во нашите деца. Јас чинам дека тоа не е нов пристап, туку тоа е токму како последица, како една здрава последица, здрава вредност од традиционалниот пристап. Апсолутно има толку позитивни работи, затоа Точно. ми е жал и затоа влегов во меѓународни рамки, Така. затоа што Да се отвориме. апсолутно има толку позитивни вредности и во традиционалното. Меѓутоа, нели сега кога зборуваме, малку сакам да го нормализираме тоа кога ќе кажеме современото. Еве, јас сум 22 години авторитативен родител. Првото дете еднаш во животот, на негова 1,5 година, го имам удрено и почувствувано дека тоа нема никаква врска со љубовта. Да. И од тој момент тргнав да барам други начини. Драго ми е што Значи го слушам тоа е ова, да. немоќ, тоа не е љубов. Значи паѓа во Така. вода на ќотекот излегол од рајот. Ако некој се почувствувал како во рај кој ќе добиел ќотек, освен дека е безвредна личност, да си налепи етикети, нешто не чини со мене. Да изгради Моите родители инфериорност. нон-стоп се расправаат заради мене, да изгуби самопочита, да изгуби самодовербата. Значи, чисто сакам да кажам дека јас имам запознаено многу родители кои што практикуваат авторитативен за разлика од авторитарен, ти немаш поима, јас ќе ти кажам како. Туку е едно, мислам сега, што е проблемот на современото? Што е отидено до таа крајност, на тоа нежно родителство во кое што се препушта детето да носи одлуки. Детето го нема искуството. Они се раѓаат компетентно како личност или еве црковнако, како Божи дар, со свој потенцијал, со своји таленти. Но го нема искуството, тоа се развива низ животот. Така. И сега оставаме, мислам, еве разговорите, слушајте ги во секојдневието. Мама, дали сакаш ти да одиме, пример, во кој што ќе се пронајдат нели нашите гледачи, значи пониква, тоа ми дојде на памет, и сега татко толку нежно и објаснува на својата ќерка да одат да ја види црквичката горе. Значи ја прашува и она не сакам. И сега бидејќи се познаваме со луѓето, нели, наоѓам во еден момент и го прашувам човекот, без да, многу е важно во оваа приказна да не се осудуваме, бидејќи сите правиме многу грешки, затоа што бараме Така. и сакаме да најдеме најубаво решение. И викам, она била во црквичката? Не. Викам, зошто ја прашуваме за некое искуство кое го нема? Што очекуваш дете да ти каже? Так. Посебно тоа се и развојни фази, кога е нели не, и не сакам. Так. Да му го понудиме искуството. А има Так. начин како тоа се прави. Да го мотивираме, да. Так. И мислам да си разговараме, нели така рековте? Да. Го спомна оној момент на разлика помеѓу авторитарното и авторитетното родителство. Чинам дека кај нас малку тие концепти не се, да кажам, различни. Мислам и дека не се разбираат. Да, не се, Така. да. Можеш ли нешто малку повеќе околу тоа да ни каже, согласно искуството кое што како родител го имаш, искуството со луѓето кои што доаѓаат за да им бидеш ментор во нивниот родителски пристап? Па еве да разграничиме. Еве да одиме на добрите страни. Што недостига од традиционалното или е премногу застапено. Значи или имаме авторитет со моќ, со здраво почит, за кое што цела една наука, цела психологија стои, цела неуробиологија стои дека не се постигнува ништо. Затоа што кога детето е во страв, или се затвара во себе, она што викам, или се смрзнува, или бега, џабе, не допира ни еден збор до него. Меѓутоа, колку отстапивме од традиционалното, согласно тоа дека веројатно имаме варијации на традиционално воспитување, или можеби ние погрешно го разбираме традиционалното воспитување? Значи, тоа е несвесен дел од нас. Точно. Значи, сите ние кога ќе дојдеме во ситуација на немоќ, кај нас се буди моделот на нашиот родител. Нели, мене кога ќе ме прашаат, чекај, толку време си во ова, дали викаш на децата? Викам. Кога викам? Кога се чувствам немоќно. А кога се чувствам немоќно, ајде да наброиме. Кога, тоа е кај секој родител, кога ќе се разбуди инстинктот што сега. А тоа ни се случува често.
Во ова време денес често, бидејќи ни се многу нови Веројатно ситуации. притисокот го создава, го мотивира Значи, сето тој момент па на нереална слика, очекување од себе. Современиот модел укажува дека градиш однос со детето врз база на вредностите што сакаш да ги постигнеш и го утишуваш гласот што ќе каже околината. А ние на Балканот сме што ќе каже комшијата, толку многу го Тоа е основната оформува разлика. моето воспитување. Така. Нели, додека си на каса и ако детето нешто ти побара, леле, што ќе кажат комшиите. А што кажува, нели ова што викаме современ модел кон кој што треба да стремиме ако сакаме да имаме стабилни личности, тоа значи дека детето може да посака и да ја валидираме неговата емоција дека има желба, има некаква потреба, ама ние да кажеме дека сега е не. И му останува правото да биде незадоволно. И сега тука е клучната улога на родителското водство, дали ќе го извадиш од тоа незадоволство или ќе го однесеш она популарно наречено тантрум кон емоционален испад, она што го гледаме, нели се влечат по земјата, Тука е умешноста на родителот кога и како да го поддржи. Значи, авторитативното подразбира една емпатија. Значи, наместо ти си безобразно, ти си невоспитано, тоа е не го прави тоа затоа што е невоспитано, затоа што нема капацитет да се носи со незадоволството. Тоа е развивање на неговата волја и прифаќање дека неговата волја не е исполнета. Мислим, знаеш, нели она детскиот живот и детската фантазија е се е мое и се можам. И сега родителот и тоа е некако инстинктивно кај децата. Тоа е толку нормално. Јас се соочив со еден буквално за мене беше скандал кога мојата штотуку родена ќерка пркна, нели, и ја однесовме на прв преглед кај педијатар, матичниот што го избравме. И првата реченица што ми ја кажа кога влеговме ми вели едно нешто ќе ви кажам. Децата, тоест во конкретниот случај бебињата се најсебичните суштества. И јас вака останав, викам, шо збори овој, кај го донесов детето, кој ќе ми го лекува детето? Чекајте, ево да ми ја виде реакцијата. И после ми објасни, дека детето нели повеќе ќе реагира по инстинкт во дадениот момент и веројатно тој со дадената возраст, таа инстинктивност која што го нема искуството, ја нема одговорноста и така натаму, некако ќе се движи низ неговиот развој. Во дадениот случај да си ја задоволи својата волја е поважно, отколку дали тоа има смисла да го направи или да не го направи. Значи нема капацитет за размислување. Ние немаме капацитет. Сега у денешно време на изобилие. Се ти блеска од страната. Колку треба да бидеш ти свесен да кажеш стоп на поривот, еве сега нели ова што е Тему, што гледам родители, некој кажеш, нарачав, милион работи. Има ли родители од Тему? Нарачав, нели, нарачав. И сега, ако пред детето не покажеш, ова ме предизвикува, така ги учиме. Јас, нели бе, овој фусан, знаеш како ми се смее мајка? Ама, ај да преспие. Ај утре да одлучиме. И така се случува. Да не биде веднаш, Така се случува да имаш дете кое што нема никаков проблем на 2 недели да си го одложи задоволството, а со самото тоа одлука. Знаеш како, прво многу повеќе се радува. Друго, самиот момент на исчекување толку го покачува допаминот, кој што е еквивалент на она што децата го добиваат на брзото скролање. Значи, она така си го, нели, така си го создава, го чека моментот. Веројатно така ќе научи повеќе да го цени. Апсолутно, види сега, затоа што тоа се случува поретко, прво размислува одлуката што ќе ја донесе. Значи, во цел еден процес е, а тоа е процесот на растење. Тоа е процесот на учење и да одлучам, и нели многу пати, например, имавме еден период кога секој понеделник прво беше ќе си купува киндер јајце заради собираше некои играчкички внатре. Сега моментот е, а што кога толку го чекаш, а ќе се повтори играчката? Нели? И сега, И секоја тоа го знаеш веќе, кога имаш таа ширина, а тоа е, мислам, многу едноставно. Малку да се запознаеме што во која одредена фаза од животот на детето се случува, за да му бидеш и нему подобра поддршка, а и на себе си да си го олесни животот. Јас сега, кога знам дека тоа може да се случи, подготовката и создава сигурност. Тоа не значи дека она нема да биде разочарана. Меѓутоа, малку ќе биде помалку од тоа што. И тоа оди, нели, од прилика вака. А што ако се случи да ти се повтори играчката, нели?
И сега тоа е кога когнитивно, нели, со разумот, па добро, додека е во ми, па добро, тогаш во ред ќе ми биде. Ќе ја дадеш на некого? И веќе правиме, нели, некои комбинации, пак ќе кажеме зависно во која фаза е. И деца има до 3-та година се во една егоцентрична фаза, кога е многу повеќе за мене. И ако ти тогаш инсистираш твоите деца да делат со сестричката, повеќе создаваш проблеми на себе, а детето се чувствува недоволно поддржано во својата игра која што е самостојна. После 3-та доаѓа тоа делење. Добро, Марија, колку или на кој начин еве да го мотивираме или да ги воспитуваме родителите во трпението и второ, децата. Очигледно е дека на една возраст детска трпението е, мислам, најслабата страна, како да кажам. Тие се во очекување веднаш да им се реализира. Ја вез гледам по мојата ќерка. Ако речеме нешто, сега и одма, нели? Ако тоа е неможно и сега ти се обидуваш да ја представиш дека тоа е неможно временски, начински или не знам на кој начин, уште стои тоа кај неизе дека треба да се оствари. Како тука? Еве го моментот. Значи, таа сака сега и одма во овој момент. Значи, желбата е толку силна што она си е фокусирана на желбата и ништо друго не ја интересира. Значи, она е веќе во една емоционална состојба. Кога е во емоционална состојба мозокот, разумниот дел не работи. И што правиме ние родителите? Ти објаснуваш, се трудиш. Ама и почнуваш, нели? Тоа почнува многу нежно. Не е сега време, не, ајде утре, ајде задутре, почнува со нежност, како што гледаш дека она едноставно не те разбира и она тоа. продолжува, нели? Продолжува, ама јас сакам, како она го појачува гласот и интензитетот, така и ти веќе губиш капацитет, трпение, сето тоа. Тука се појачува и тука се појачува. Или, за да прекинеш, ако тука има некој да гледа, тогаш е ај брзо да купиме и да се заборави, да се заврши. Ама тоа мотивира. Ама сега, уствари се тргнува од нас. Значи, кога зборуваме да ги воспитуваме децата, прво малку да погледнеме кон себе. Не е проблемот што дете од 3-4 години не може да го стопира поривот. Проблемот е што ние не можеме да останеме со незадоволството на детето. Тогаш се будат кај тебе теми лош ли родител сум. Што е ова сега? Тоа се, знаеш, сите оние исто така механизми на борба, што да направам сега? Моето дете е во опасност, знаеш, тоа се такви механизми на преживување. И тогаш и тебе, ни мене, не ни работи здравиот дел на разумот, кој што само вика, нели, она вика, ама ја сакам оваа кукла. Океј, и направиш една пауза за она да почувствува дека тоа нејзиното што го сака е уважено. Значи, едно океј и една пауза ќе направи многу повеќе отколку било какво објаснување. Таа пауза е простор за јас да дојдам на себе, за да не се прво да не се прелеам со емоцијата на детето, бидејќи ние овде толку се ќе се залепиме за емоцијата, детето после не води. Наместо јас свесно да застанам и да го поведам, а тоа на оба возраст е многу лесно, па дури моментот на фантазија прави чуда и тоа е кој кажеш окей, правиш една пауза и викаш веќе те замислувам како се игра со таа играчка. Значи, мене ми се случувало да поминеме низ продавница за играчки, да ги изиграме играчките, затоа што сум барала модели да им го леснам животот на родителите, и дете се излегува без играчка без никаков проблем. Се заситило. Значи, едноставно си ја изиграло. Прво е потребно да си ја задоволи, дека потребата е да биде видено. Многу пати воопшто не се однесува на играчката. Или кој кажат, ама се запна од сабајле таа блузата е не е за блузата. Е вниманието. Види ме, ми требаш, многу брзаме, со објаснување, советувања, ама вети ми, кој ветување на дете од 3-4 години? Капацитетот на ветување, на памтење, 45 минути.
ќе ти купам куче, ама ти секој ден да го носиш ветува мамо. Би се рекло надградена верзија на рибата Дори. И за саат време детето заборава на ветувањето. И сега ние почнуваме да му лепиме етикети. Ти си неодговорно, ти си вакво, нема да ти исполнуваме веќе. Како да нема право да го смени својот интерес. Има еден сосема друг начин на развивање на одговорноста. Значи тоа се слоевити ситуации. Сена се да не ни остане нели како отворено прашање. Традиционалното има една структура која што е потребна, затоа што структурата дава сигурност. Во традиционалниот модел имаше едно умие, кое што исто така создаваше сигурност кај родителите. Нашите родители не се преиспитуваат дали се во право или не се во право. Значи, таа унифицираност создаде мисли дека тоа е така и прави така, затоа што мисли дека и сите прават така. Мислам, сетете се во школа, добар ден, која се кажува на наставникот, се станува и не е прашање на дискусија. Сега, нели во ова време веќе во кое што имаме толку многу милиони избори, работата е само да се усогласиме во нашиот систем што на нас ни е важно и да се усогласиме за тие работи, а за се друго да постои флексибилност, бидејќи дефиницијата за успех кај мене и кај тебе може да биде различна. Може би твојот стремеж е да ги по твоите сваќања детето да ти има таков и таков академски успех. Мојот е емоционална интелигенција. И ти може си во право, мислам и ти си имаш право да бидеш во право и јас. Тоа не прави непријатели, туку ајде ќе видиме и ќе си се поддржуваме. Значи создаваме една заедница која што треба да биде силна, од нас зависи како ќе им го трасираме патот на децата. Баш така. Марија, она што ете така мене ми остава дилема, бидејќи во манастирот се среќаваме со многу родители и многу деца кои што така ќе кажам, имаат некаква зависност од технолошките помагала, односно од телефоните, таблетите и така натаму. Како родителот да го менаџира тоа дигитално време, да кажам, на децата? Дали тој всушност треба да биде филтер или водич? Може ли да те научи да пливаш некој кој што не знае да плива? Дигитална писменост и емоционална интелигенција и за родители и за деца. Значи можеме ние до утре да зборуваме и тоа нели од она наша ранлива состојба. Значи тоа е ранета состојба на немоќ кога гледаме дека децата друг ни ги воспитува. Ние тргнавме да им обезбедуваме нешто за иднината, го губиме моментот сега и овде. Точно. Некој друг го краде времето кое што ние. Ајде да видиме што децата задоволуваат. Улогата на родители на воспитувачи. Што задоволуваат преку електронските апарати, дигиталните уреди. Потребата за автономија и за компетенција. Ама и за интеракција, јас мислам дека. Апсолутно, значи во секој случај потребата за моќ, некаде да го имам јас, да имам право на збор. Тоа е основна психолошка потреба на човекот. Јас да бидам виден, јас нешто да кажам. Во традиционално општество во кое што се е, мислам генерално, нели, така живееме. Јас како ќе ти кажам, он тука наоѓа дека он овде имам моќта. А никој не му зборува ништо. А никој ништо не му зборува, само е ограничување, или е казна, или ќе ти го земам. Никој не седнува да види што е тоа што го привлекло тука. Знаеш, одиме у крајност, ние или белото или црното го гледаме. Ништо не, мислам, како да кажеме сега, како да им забраниме. Мислам, доаѓаат родители, како да им забраниме. Не туку, како да ги научиме. Не можеме сега како ќе забраниме од 2026 да забраниме дигитални уреди. Туку да ни бидат во функција и да ги ставиме во функција на децата кога е време за тоа. И сега, мислам, секој ден до тоа ме прашуваат. Еве, кажи ми како. Сите другарки нејзини имаат прво оделение, носат во школа. Тоа е дома. Тоа е дома, тоа е таа сигурна база во која што развиваме. Ние сме тим во нашето семејство. Значи, ќе се случи можеби еднаш неделно, ќерка ми ќе праша: леле, мамо, треба да чекам уште 6 години за да добијам телефон. Имаме телефони за 6 години. Значи, телефонот за 6 години изгледа
има играчка, може она да си го направи со стикери. Мама, ти имаш 5 телефони, ти можеш да фантазираш секакви телефони. Значи, не е забрана ти немаш телефон. Ти имаш телефон за 6 години. Твојот таблет за 6 и 7 години си имаш, си црташ на него, но да дадеш уред дете да управува со него. И да го оставиш. Целиот фокус е на тој, после да се прашуваме каде име концентрацијата, каде име вниманието, каде име среќата. Правиме се да бидат срекни, децата ни се безлични, рамнодушни, те гледаат во бледо. Да не зборувам за насилството, кога гледаш, јас затоа што бев и во училиште. Стравот. Јас еве како свештеник често пати се среќавам со таа ситуација. Значи доаѓаат деца и вели отец да му прочитате молитва, многу се плаши, сонува и најаве и така натаму. Првото прашање што го поставуваме, колку време го оставате вие на телефон, таблет или што имате? Вели многу време поминува. Тој момент и затоа што нема контрола. Значи тоа е од едно оди на друго. Ти можеш, нели, да пуштиш. Се контролирани содржините, точно е. Нели, улетуваат ми. Јас многу пати сме се смееле да, нели, ќе пуштиш YouTube, некоја приказна, да се слушне, има преубави. Си било еднаш и сега раскажува. Не се тоа се содржини кои што се брзи, динамични, допамин. Јас се сеќавам, има, корени. Значи има жени кои што читаат приказни. Тоа не значи дека ти не можеш на детето да му пуштиш, буквално жената чита. Раскажуваат. Ние пораставме со раскажувачот. Апсолутно. Значи тоа му е потребно на детето да слушне приказна и така натаму. И тоа не е забранета содржина, но сега што се случува? Значи имаш реклами. Ние не плаќаме за да ни доаѓаат без реклами, и одеднаш гледаш политичка кампања. Па се чудиш, детето почнува да ти зборува за партии. Па некој трет момент е музики. И тука се случуваат најчесто кај деца е моментот, имаше, не знам дали се сеќава сестра Ефимија, тогаш во манастир, буквално група деца уплашени од момо. Значи тоа беше... тоа беше еден многу страшен период. За децата страшен лик кој што се појави баш онака инкогнито во некоја содржина, ки се појави 5 секунди. После сите го раскажуваат помеѓу себе моментот, да. Хорор. Го шират, го присуствуваат. Така што забраната, тоа сакав да кажам, апсолутно нема да ни помогне, но проблемот на дигиталната технологија не смееме да го оставиме само на родителите. Точно така. Тоа бара системско решение и светот тргнува кон таму. Но јас баш пред некој ден, откако не сум во телевизија, престанав просто да гледам телевизија, затоа што фокусирана, нели, на својата мисија сегашна, но наслушнав и не знам кој е човекот и така натаму, меѓутоа како нема потреба ние во Македонија воопшто да размислуваме на таа тема, некој некому постави прашање, веројатно некој лик кој што има власта за да му го постават прашањето. Што ќе кажете за Австралија, забрана на употреба на профили, на социјални мрежи до 16 години и нели и секогаш прашањето е чекај, и моето дете имаше профил на Facebook, додека уште немавме поим што е тоа, нели? Кога беше ова Farmville, нели, фарма, ќе чуваат кокошки вакви онакви, на некои 10 години ја направи тогаш таа фарма и немаше 13 години, а инаку профилот не дозволува под 13. И вика, не, идентификација со документ идентификација за ти да влезеш. И сега беше поставено на некој, не, тоа нашите родители да си ја преземат одговорноста дома. Јас работам со родители, општеството не смее да се исклучи. Родителот не може. Сам. Значи, како поминуваме и како растат ноќните часови, слушате, нема да кажам викање, тоа е урлање, посебно во домовите на тинејџерите. Како што се трудат да им ги исклучат мрежите, така имаш буквално, тоа е апсолутно зависност и ништо повеќе. И сега уште имаме во училиште, земете ја Шведска, научи. Тоа ме нервира кај традиционалното, многу сме бавни.
Точно. Значи флексибилно, видиш дека нешто не оди, дај да промениме, колку години ќе чекаме нешто да се Надградувај, смени, адаптирај, да. закон, па чекај сега училиштето, па министерството, па кој јас сметам во мојата училница дека е на штета на моите ученици и можам да се договорам со родителите, зошто морам да ги поминувам сите структури да ми дадат одобрение? Така излеговме од системот. Локално, да. Затоа бегаме од системот. Да. Добро. И овде, мислам, тоа би, овој момент ми е многу важно да го нагласам дека во училиштата ситуација која што се случува, уште не си засегнат веројатно отец Бобан. Да, веќе да. Значи, тој момент доаѓаат децата во училиште, ама ги одложуваат, нели, телефоните на страна. Тоа не е така. Значи, ако телефонот ти е достапен за време на одморот, поломозок ти е таму. Само го чека моментот да седне. А другиот момент е наставниците. Значи, посебно кога влегува пубертетскиот период, после 11-12 години, затоа што наставникот нема вештини како да се носи со тоа што го гледа на терен, тоа е, ај деца ќе истражуваме, земете си ги телефоните за мир у куќа. И така имаш деца кои што училишниот ден ќе го поминат на телефон. Дури пострашно, знаете што прават сега, носат дома некој постар телефон што го има, го остава тој во кутијата, овој активниот, нели си го чува кај себе. Но веќе сега тоа е, мораме тука и како систем, нели, и како нација да се потрудиме малку повеќе да си придонесеме за себе. Сакам да преминеме во една следна фаза од разговорот. Ете, запазивме, изборувавме за дома, за односот дома. Но сега веќе доаѓаме на нивото каде што ќе го поминуваме поголемиот дел од нашиот живот. Да, дома е до еден период, така? И тоа е толку малку во споредба со тоа што ќе го имаме на улицата, во училиштето и во другите сегменти од нашето живење. Како сега? Од воспитувањето дома, воспитувањето и родителството на улицата, иако и тука го имаме родителството, и улицата има родителство воспитувач, а родителството на училиштето, не знам на општеството, како да има едно течение? Ако успееме, многу е тешко да успееме, да изградиме и авторитет и блискост со децата, никој ништо не ни може. Примарно, најважното. Значи, затоа и нели на почетокот реков моќта на родителството, смислата на родителството. Значи има нешто што се вика приврзаност, која што се создава, тој атачмент до 3-та година од животот. Буквално една скрипта на личноста на животот до 7-та година и се друго се проширување на искуствата и родителот како сигурно пристаниште, како сидро, доаѓа со незадоволствата, со проблемите од надвор. Тука, пак ќе кажем прво со саморегулација, па корегулација на детето. Тоа се првите чекори пред да тргнеме во зборување, бидејќи ние сме веднаш да советуваме, веднаш да зборуваме и затоа ни се случува да имаме од децата многу лаги. Мислам и ние, тргнете, и ние кога бевме деца, за да се спасиме од што ќе ни зборуваат. Или да, ќе тоа после преминува во навика и не можеме да го контролираме до кој степен ќе злоупотребуваме, не употребуваме лагат. Ние знаеме да говориме и за бела лага во некој контекст, нели? Така. Така што домот останува пред и над се. Ако јас изградам семејство, во моментот, фала му на Бога го имам, ама ова е со многу напори, многу работа на себе. Мислам, децата се отворени. Кај нас не би го нарекла проблем, предизвикот, навистина. Затоа што кога го именуваме како проблем, тогаш чекај, јас сум грешка, ако себе се наблюдувам како грешка, детето не може да црпи сигурност од мене. Тоа е едно заедничко растење. Растеме заедно во тој однос и јас, ти си моето огледало и гледам колку работи имам тука да променам, знаеш. И кога ќе се отворам, може да биде или ова е тешко, или јас го гледам како свет на неограничени можности. Значи, ако дозволам, бидам доволно отворена, тоа е едно активно слушање кое кај нас го нема. Значи, кога ќе дојде, од училиште, доаѓа и сега почнува. Мамо, знаеш и шо ми направи ово и Ке тебе прво се буди, нели, тој родителски инстинкт спасувачки, нели? И во тој момент
различно, кај некој е ќе види тој за да го смириш детето, или од некој друг ќе каже, кај беше учителката, значи директно тргнуваме во нешто барање решение разумно, а детето има потреба само да се искаже. Ако успеш во тој момент само да слушаш, прво затоа што детето зборува својата перспектива. На крајот од денот може да сватиш дека не, тоа е неговото моментално незадоволство, или кога каже тој ме удри, може да било и случајно, може да било ненамерно, може да било и намерно. Ама може да не било. А може и да не било. Може да биде и повик за внимание. Значи многу ситуации. Толку ни е моќен домот. Без осудување, без етикетирање, а го имаме тоа во нас. Без значи негативизам. Ти доаѓа и сега кога ќе ти дојде срам да ти е, значи тоа ти е на прва. Така си растел. Тоа е твоето. Прво така си растел дома, па така продолжило во училиштето. Од тоа сум изградена. Добро, го надминавме, она прво не тепа, па после не прашуваа зошто. Так, да. Тога малце еволуиравме, Да, нели? Еволуиравме од физички, преминавме на пасивно-агресивно. Тоа е со зборови, психолошко малтретирање, срам да ти е, неспособен. Не знаеш што е пострашно. Не знаеш што е пострашно. Не знаеш. И, значи, во ситуација во која што контрадикторни сме. Значи, ние земавме од европско образование. Земавме емоционално описменување. И сега ти имаш во градинките. Прекрасно. Значи, има емоциите. Која каква емоција? Секоја емоција е природно да ја изразуваме. И сега они тоа учат и во школа, лекција. Лутината, да ја изразиш на правилен начин, нели? Наместо да удриш, да ги стиснеш, например, тупаниците, дека си незадоволен. А која е контрадикторноста? Забележи наставникот или воспитувачот дека детето се лути. Зашто се лутиш? Или спознавање на тагата, емоционалната писменост е дека можеш да заплачеш, може да ти биде тешко, ќе го преживееш тоа, тука сум, не е тоа слабост. Детето почна, ама зашто плачеш? И како? Едно со друго. Затоа кажувам, секогаш тргнува од нас. Сега, и со една нежност за нашето разбирање. Јас сакам да кажам дека ние сме една историска генерација. Значи, која што ќе ја направи ова пресвртница. Менувајќи се себе, ќе ја промениме иднината. Да. Знаеш, кога ќе се соочам, зошто толку мене ме тригерира, што толку ме предизвикува моето дете кога ќе плаче? Тоа што мене не ми било дозволено да плачам. Ај малку да споделиме едно искуство во кое вие двете некако се најдовте низ вашиот живот и професионален пат. Зборуваме, значи, за формите на воспитување и за формите на родителство. Вие две се најдовте во една ситуација да си помагате во едни две такви форми, тоа се бадниковите поворки и исто така летните кампови за деца во Рајчица, во Бигоски. Колку тие форми на иницијатива, форми или средини на нешто поразлично од секојдневието придонесуваат и во воспитанието и во родителство. Не само за децата, да се разбереме, тоа и за родителите. Наша примерна цел е да им помогнеме на децата да ги уважуваат, нели, да го уважуваат авторитетот на родителите. Значи не е фокусот само на децата, туку нивниот однос кон родителите, кон училиштето, кон пријателите и така натаму. Јас се надевам на вистина дека успеваме во тоа, чекор по чекор, малку по малку, секој во својата локална, да кажам, средина. Но да, еве Марија како родител, како некој кој што на некој начин не ги носеше само своите деца на нашите летни школи, меѓутоа и учествуваше како еден човек на кој што ние лично многу се крепевме, се подкрепувавме во тие моменти. Го помагаше, да кажам, сето тоа како концепт и со своето искуство. Не знам како тоа делуваше. Еве сега ќе го тргнеме субјективниот момент, бидејќи ова ми е толку топла и посебна приказна, сега ќе се потрудам да се дистанцирам и објективно да зборувам. Што е тоа што детските кампови ги прави на почетокот да дојдат деца кои што дури и плачат? Зошто се таму? Зошто се таму? Затоа што е нешто што е непозната средина и најчесто првата помисла на родителот е
ќе го носам во манастир да го поправат. Значи, нешто тука не чини, ќе одам да го поправат. Наместо да тргнеме од себе, нели, одиме, ќе го поправаме детето. А добро. сигурно тука и забелешките до колината ќе ти го направат. Тоа е дополнително, тоа е една... Ама сепак е тежина. Да. Е тежина, но на почетокот сестра Ефимија она најмногу се сеќава, а јас се сеќавам од страна, од другава страна кога сум ја гледала ситуацијата, дека или беа деца чии што родители ја живееме црквата, или беа деца кои што ги носат на поправање. И тоа на почетокот е до она родителот го тегне, знаеш како, целата психологија, неуробиологија, како да гледаме, тоа е нивниот, тоа е вашиот инстинкт, тоа е Божја промисла, дар, како да го именуваме, како вие знаете да пристапите во тие моменти. Значи, еве најпрофесионално ќе го анализираме. Со нивното смирение, прво го смируваат родителот, друго, на детето му треба контакт, една сигурност. Значи, не тргнува сестра Ефимија да го влече детето и оди си родителот, туку она е таа сигурна база за и родителот да се смири. Не го пушта веднаш родителот, оставете го, фрлете го, па одете си. Туку чекај да видиме. И деца кои што доаѓаа со зависности од телефон, не беше дај го ваму телефонот, вие доаѓате, знаете ли во манастир, не сме овде ништо, ригидни, строги правила. Туку не. Нели родителот вика да го остави? Борете. Баш воспитание. Значи, и ги гледаш истите деца за 5 дена плачат тука на клупичките кај овде во манастирот во Рајчица, телефон, не ги интересира ни телефон. Значи, биле видени во нивните потреби. На часовите, јас се сеќавам на тинејџерите. Тогаш моите деца уште не беа тинејџери. Како сестра Ефимија им ја доловуваше љубовта, кога ќе се роди, љубовта кон момче. Знаеш, и во тој момент, баш онака, викам, колку е ова, за мене беше широко видување, а тоа е само подготовка на децата за живот. Зборување на теми кои што се релевантни за нив. Размислување за летните кампови, нели, кога кажуваа на почетокот, овде ќе направиме игралиште. Значи, да го привлечеш детето кон суштината со форма која што му е позната, примамлива, ја сака. Сестра, сигурно имаше моменти, например, кога во вечерните часови ќе седите заедно и да не сакаат да се соберат во соба, да отидат во соба. Тоа чувство преку лето сите сме го почувствувале, нели? Не сакаш да заврши не денот, вечерта да не заврши. Па распуста. Затоа што спиењето ти е веќе луксус, нели? А убаво ти е таму каде што си. Да, меѓутоа имам манастирот па еден убав друг ред и баш затоа што тоа со толку смирение и со љубов, нели, тоа имаме баш како еден добар родител, кога е сега ќе се гушнеме, легнуваме, затоа што наутро до ден денес моите деца го памтат, значи кога чука камбаната, тогаш е Господ не вика. Значи од малечко кога тоа ќе му го всадиш. Господ не вика, одиме, нели, одиме во храмот, одиме во црквата. И таму едно друго доживување, таму една друга слобода која што ја доживуваат, бидејќи ни таму не туку е, нели, оставете ги децата, оставете ги децата. Многу поентирано да бидат учесници во тоа, не да бидат само наблюдувачи, И се чувствуваат привилегирано. Да го вратиме моментот дома. Зошто заглавија на апаратите, затоа што не се учесници во животот. Да, тоа сакав малку да го продискутираме моментот на компензација. Значи не е само да се одземи, туку и да се понуди некој концепт кој што ете така во моментот ќе го одвлечи нивното внимание од она кое што претходно им било, каде што претходно им било фокусирано. Колку моментот на компензација, да кажеме, е ефикасен. Јас минатиот пат зборував за едно искуство што го имаме ние на летните кампови, дека доаѓаат, ги земаме телефоните, при тоа формираме една група со родителите, каде што ги известуваме родителите што прават во моментот, нивните деца како напредуваат, со какви активности се занимаваат и така натаму. Децата првиот ден имаат генерално сите проблем, меѓутоа веќе во вториот ден они си се формираат или во помали или во поголеми групи или сите заедно. Секако и самите си прават игра. Учествуваат, значи моментот на компензација. Така што доаѓаме до оној момент кога тие веќе него ни перцепираат, него ни бараат телефонот. Еве ќе ви изнесам малку, да не излезе, нели сега, ама тоа е така затоа што е манастир.
Нема. Еве во Колку треба да бидеме реални постојани, животни да услови. кажам, да. Во тинејџерско време имам син кој што е 14 години. Мгм. Одиме за Словенија на дипломирање на брат му, значи како што влегуваме во авионот, нели го исклучуваме телефонот, стигнуваме таму и он вика: у наредните 5 дена нема да го вклучам телефонот. Телефонот е припадност на таа возраст. Дури кога се вративме во Скопје, вика: морам да го вклучам. Потреба за припадност на групата. Комуникација. Точно. Средство. Да. Сега, тоа е таа компензација, нели? Тоа е тој баланс во текот на денот. Јас не му висам над глава, он има свое време. Он си има свое слободно време, он има приватно време да си се занимава со своите интереси. Но кога имаме и наше време, ништо не е така страшно. Така. Така што, нели, тоа што го кажуваш, прво, се што е во манастирот, кога ќе го пресликаме само момент на разбирање, љубов, кое што вие ја имате кога тоа ќе им го покажеме на децата, разбирање дека им е тешко. Ти не му викаш: ама престани овде вака, туку викаш: те разбирам дека ти е тешко, ќе издржиме заедно. Тоа е формула една за сите предизвици. Верувам дека ти е тешко. Тука сум, ќе издржиме. Стабилен столб. Јас сум родителот. И работам на тоа. Се унапредувам секојдневно во ова тешко време, создавам заедница на луѓе со кои што се разбираме, да си го олесниме животот. Ако 30 деца во училницата имаат телефони, едно да нема, ќе се здружиме и ќе го олесниме животот и на нашите деца. Па дури и тоа, нели, и да си сам биди тој кој што ќе бидеш, како да кажам, ластовичката на пролет. Зошто другите да не се сменат, а зошто пак ти да станеш ист со масата? Да, тоа бара силна Истрајност. личност. Да. Силна личност, да речеме сега, нели, кога го гледаме Новак Џоковиќ, кога ги промовира сите овие вредности, кога кажува до 14 години, јас на моите деца не им давам, и кога човекот, но многу е важно да зборуваме отворено за тие работи, дека е исклучително тешко. Така е. И он кажува Дека дека моите деца доаѓаат многу пати и ми плачат. Сега на мојот капацитет е дали ќе го издржам и да потпаднам под влијанието или не. И супер е кога имаме такви ликови. Затоа ќе се вратам на Бадниковите поворки, нели, кога ќе повикаме познати личности. Тоа за да има, мислам, нели, Некој авторитет кој што некој авторитет кој што е за него. Детето да се Негов херој. Дете се Да. идентификува со дете, не се идентификува со Марија, со Ефимија и со отец Бобан. Така. Така што честитам за вашата... Дека, ама има што се идентификуваат деца. И ми вика: ти сега сакам да бидам како отец Бобан. Не, ова не во смисла на горделивост, веројатно нели го гледаат авторитетот во мантијата, во чинот, начинот на кој што луѓето ти пристапуваат, и сега некои од тие сегменти ги привлекува, ги фасцинира. Апсолутно. И така Мислев на еден друг момент, за да бидам појасна, зошто кај отец Бобан на литургија е преполно деца, затоа што на децата им е дозволено да си играат во дворот. Значи, кога викам да беше едно дете кај отец Бобан, не знам каков да беше отец Бобан, ова дете секоја недела ќе прави проблем. Не, Марија, мал е храмот, па не ги собирав натре, затоа е тоа така, сега да не нели го фалиме. Отец Јас Бобан, никого мал е не, храмот. јас не Да, фалам, да, јас да. ја зборувам објективно, вие ме повикавте заради титулите, а не како Марија верник. Така што Так. јас зборувам Така е, објективно, така. навистина. Так. Не дека останав без прашања, ама нели Так. муабетот остане таа динамика. Јас имам уште едно за крај, Ефи. Па видете, ако не оставите со Марија, ние не ќе почнеме да броиме од 3 нагоре. Добро, ми Ова беше е толку инспиративна. прашањето во насока на следново. Често пати се соочуваме со она, ама јас сум родител, јас знам за моето дете. Мислам дека таа реченица, верувам и многумина од нас ја имаат, нели, искажено. Сега некој таму ќе ми кажува: јас знам што со моето дете. Од муабетов можеме да заклучиме дека родителство се учи. Дека да бидеш родител не кога ти се родило детето, ти знаеш што се за детето. Јас, например, лично, како родител се соочив со тој што за мене станах скандал, со тоа познание кое што го прифатив, дека ние апсолутно
не можеме на нашите сили да се потпреме дека ќе го воспитаме детето и дека од него ќе направиме добра единка и за него самиот и на ово општество и на нашата држава и така натаму. Дека на крајот на криштата не е до нашите сили дека го воспитуваме детето. Сакам да им кажеме на гледачите да не се плашат од тоа, дека родителството се учи и дека родителот се надградува. Апсолутно. Так. Прво, само нели додека го изговори моментот на колкав е тоа притисок на родителот, ако знам дека се зависи од мене. Не зависи се од мене. И јас верувам и знам и гледам дека на крајот од денот ние како родители правиме и многу добри работи. Значи не можеш да се идентификуваш, јас грешам, јас само правам грешки, или таа друга крајност во која што одиме, јас најдобро знам. Ако, оно што викам на терен, ако огледалото дома, кога ни се појавуваат децата, колку повеќе деца, толку повеќе огледала. И се потешко ти станува, секој ти покажува нешто што тебе те допира. Ако тоа што го гледаме дома, не соодветствува со она што го сакаме да го видиме кај своето дете, има можност за унапредување. Има можност за едукација. Так. И еве, јас ги поканувам сите, значи 1.000.000 бесплатни ресурси за секој, но да сака. Така е, Така. Треба бараат да посакаш. одговори на предизвиците. Так, апсолутно. Таа стигма се уште постои кај нас. Например, еве сега, има дете со некаква состојба. Нема да ја речеме дека е само зависност. Еве каква било состојба. Не знам, родителите почнуваат да ги бараат одговорите или да бараат искуството на другите веќе кога е во некој фази од каде што е не тешко да го вратиш, ама ќе треба многу време и многу напор, а па некогаш е и можеби невозможно. Колку да препознаат дека тоа треба да го направат веднаш и сега? Штом почне детето со непожелно однесување Како дефиниција за секако дефиниција многу е различна. Нели? За тебе можеби е непожелно однесување на детето во втората година од животот, што е развојно нормална, ама за да дознаеш дека развојно нормално неговото не е, а да не го именуваш како пркос и дека нешто ти се инает и дека ова е тврдоглав и да одиш во друг правец, нели? Ако гледаш не оди, ти му викаш не, оно упорно прави не, и наместо да го етикетираш ти си лош, ти си ваков, ти си тврдоглав и нечија, не те бива, ништо од тебе нема да бива. Наместо тоа, само да застанеш и така, чекај да прашам, бар сега, 1.000.000 начини да... И тогаш ќе сватиш, чекај бе, ова е таква година. Аха, добро, ај како да ја поддржам. Значи, јас си понатаму не сакам да биде така. Значи, не сакам на се да биде не. Тогаш викам, добро, ајде да видам што ми е важно. Има да биде не за се што е животно загрозувачко, кога е безбедноста во прашање. Но дали ќе јаде сега банана или јаболка, земајќи упредвид дека ова година, кога ја гради својата автономија и компетентност, сака да прави избор, а јас стојам на одлуката дека е време за овоше, нели ужинка, му дам право на избор. И она вика, не икам, викам, окей, избери. Ова или ова, не се откажувам. Сега има една друга ситуација, тоа што тоа е само свеста која што не дозволуваме да се развие кај детето. Знаеш, тоа е, јас знам кога тебе ти се јаде, јас знам кога ти се оди во тоалет, јас се знам за тебе. Јас знам дека на тебе ти е ладно. Детето излегува и вика, се поти, мамо жешко ми е. Не, ладно е. И се ние зборуваме за самосвесни, самостојни личности, деца со самопочит, стабилни личности, а создаваме личности кои што немаат поема за себе. Значи не знае никога му е ладно, никога му се јаде, нема оставаш простор. Јас сум зацртала дека у толку саат треба да се јаде, онде не ми се јаде. Се ти можеш цел ден да се расправаш не ми се јаде, или да го оставиш да почувствува кога му се јаде. Баш за тоа сакав да кажам дека и малку една посестрана едукација. Еве, например, онаа појава што имаме кога бебињата малите ги пренатрупуваме, например, од чорапи до кебиња до капчиња, а ние сме по кратки мајци. Јас буквално се соочив со концептот од дома, нели, баби и така натаму, со, например, пристапот на мојот педијатар. Вели, чекај, тебе ти е жешко, да, па колку и на ова дете му е жешко во дадениот момент. Покрај тоа е помало од тебе.
крвотокот во него, колку треба пат да помине, од колку кај тебе што треба да помине и така натаму. Значи, не можеш ти си по кратки ракави, а него си му ставил чорапи и капа и плюс дуксер си му облекол или нешто. Значи, и нормално таа малце повеќе аспект на едукација, мислам дека ќе ни помогне во тие пристапи. И јасно поставување граници, еве сега што кажуваш, нели тука околината, тука мајка, свекрва, баба, сите нели нешто се мешаат. Ние сме импулсивни, нели? Тоа или оди во крајност ќе се скараме, баш заради тоа што не умееме активно да слушаме. Многу вештини недостасуваат, нели? Иначе, тоа оди до таа крајност или ќе се скараме, нема да кажеш, окей, мамо. Верувам дека најдоброто го мислиш, од овде натаму. Јас преземам, да. Ние, нели, оставете не да бидеме, ние сме родителите. Да. Меѓутоа, отец, колку ние како народ се подпираме на туѓата експертиза, зборуваме сега за едукација, зборуваме дека ни треба помош, зборуваме за тоа дека треба да се охрабриме, да прашаме и да се подпреме на туѓата експертиза, односно на луѓето кои на туѓото искуство, затоа што ми се чини дека можеби повеќе се подпираме на себе, јас знам, нема што она да ми кажува мене. Дали го забележуваш тоа како на некој начин еден тренд кај нашиот народ? Мене знаеш што ми е многу убаво, затоа што нели својата мисија, својата цел, својата смисла ја сведочам во животот. Значи тука сум. Да. И тоа ми е толку прекрасно. Значи тоа што го зборувам на едукациите, ние сме во Македонија, тука сме, секој може да го види. Јас не зборувам дека верата ми е врховна вредност во животот, а не ја практикувам. Точно. Нели? Ако видат дека тинејџери одат во црква, секогаш отворена да прашаат како, па дури исподелувам, нели, на социјалните медиуми, како тоа. И сега тука има еден многу интересен момент, а тоа е додека не се појавив на меѓународна сцена, што ви рекле, нели? Веројатно не привлекував толку внимание. Сега поинтересно е таму да чуеш некој друг. Сега како што влегов во експертите на ексиу просторите во топ 5, тоа е уште поинтересно. Мислам, мене ми е тоа прекрасно, затоа што кај луѓето добив повеќе кредибилитет. Не е прашање, мислам, важно е, довербата е важна, да ми веруваат, сега да не бидам скромна. Важно е луѓето да ти веруваат. Но и тежиштето на тој момент веќе одговорноста, нели, компетентноста, начинот на кога вие за тие луѓе веќе сте нешто, колку кајва се, нели, не е само слава или нешто друго, туку повеќе тежи на, нели, на аспектот на одговорност и тоа што треба вие да го испорачувате за да. Да. Мене, значи, нели, кога правиме анкета кои се родителите кои што најчесто ми се придружуваат на едукации, бидејќи тоа се едукации цела ексиу и диаспората и многу наши македонци кои што се тука, но се среќаваме онлайн. Значи, она што ми е многу интересно е колку од нив се всушност 90% православни христијани на кои што сакаат да го земат моделот, нели? Да го опипат тој модел на живот и тогаш е многу полесно. Затоа што сакате да позборуваме како да ги однесеме децата во црква? Да позборуваме за тоа или да не позборуваме? Еден многу интересен момент. Кога зборуваме повторно за одлуката, кога е во рацете на родителот, ако во нашето семејство, јас и сопругот, на почетокот сопругот и не беше толку согласен, но секогаш постои начин, нели? Сме одлучиле дека сакаме да одиме секоја недела на литургија, од децата ќе имаш некако и за се друго во животот. Сега колку ќе можеш да го слушнеш нивното не. Јас убаво се сеќавам, ќерка ми, многу ќе им биде корисно на луѓето, знам дека пробиваме. Ама затоа што знам дека верници не гледаат и прашуваат. Добро как и оние што не веруваат не гледаат. Апсолутно. Искуството е сепак еден податок повеќе во животот. Чисто еден момент како најчесто паѓаме на тоа да кажеме добро, јас ќе продолжам да одам само во црква, ќе ги оставам децата дома, еве моите деца не икет. Во една фаза ќерка ми почна да зборува: мамо, не сакам да одам јас во црква, не сакам да одам во црква. И моментот е, прво, ја погодува највисоката моја вредност. Значи, она почнува тука.
ако не се почувствува приметено во нејзиното не сакам, почнува да кажува него сакам Господ, нели? Почнува едноставно уште теми кои што уште повеќе те преплавуваат. И тогаш кога викаме родителско водство, тогаш ајде видам што е тоа што не изе во црква. Во еден момент беше никој од градинката не одел. Добро, окей. Тогаш имаш окей, ама одиме ние. Тоа го надминавме. Вториот момент е тоа да го запознаеш собственото дете. А тоа е, вика, многу гласно ми е пеењето. Значи, она е аудитивец. Дете кое што е сензитивно кога е многу гласно. И сега, познавајќи ја таа нејзина страна, прво отварајќи се да слушнам што е тоа. Следната фаза беше, мама, добро, ако ти е тука во гужвата, нели, многу гласно, повлечи се малку на страна. Самата можност ослободување, како ќе создадев отпор? Ако е, јас ќе ти кажам, тука ќе стоиш, ќе завршевме работата. Да, не ти е гласно, ми глумиш. А ова е тука, и пак ќе си дојде. И пак ќе оди, и пак ќе си дојде. И така ќе го развива капацитетот, нели, гласно. Тоа е, некојаш ти е гласно, некојаш не ти е. Тоа е и нејзиниот моментален капацитет како и нашиот. Некојаш ти е премногу, не си одморен, не си наспан. Сакам да кажам, во длабоката суштина е толку едноставна, само малку треба да се отвориме, да ги слушнеме. Сите одговори не ги даваат. Но и да понудиме алтернативи, да. И тие се едноставни на вистина. Мислам, сакам да ги уверам сите дека е толку едноставно, Кога сме на ова, само кратко. Рековме, нели, нето на детето, ја проби мојот најголем идеал, мојата најголема вредност. Не велам дека во конкретниот случај станува збор за тоа, но ние секогаш се соочуваме со овој случај. Колку тоа треба да им го укажеме на родителите кои верувам не се свесни, дека сакаат да се копираат, реинкарнираат, да не речам, во децата. Па неуспесите од својот живот лични да ги остваруваат и воспитувањето да го насочуваат токму во тој контекст и на тој начин, не почитувајќи слободата, нели, на детето, не гледајќи го, не увидувајќи го неговиот па и капацитет, па и афинитети, и доаѓаме до моментот да ја знам што е најдобро за детето и така натаму. Како со тие дилеми, како со тие предизвици? Повторно е свесна единка и свесен родител. На сите ќе ни се случи. Еве, да тргнеме теоријата, да им бидеме по-едноставни, нели, на сите. Се ова син ми од Словенија, дека неговиот професор му понудил да остане, нели, демонстратор, па асистент и така натаму и така натаму. Вау, нели, тоа сега моје доживување, нереализирана моја желба заради своји желби други, додека јас сум била на факултет и имав таа можност. Се насмевнавме, ја погледнав. Да, имате и вие некоја историја. Тоа е тука контекстот. Уште ќе допреме некои други теми. Сега, јас не ја реализирав. Значи, истото ми беше понудено. Мене избрав еден поинаков животен правец, кој што е супер онаков каков што е. Си го почитувате изборот? Апсолутно. Но останало нешто таму. И сега моментот е, само што изговарам супер, ма тоа е процес и тоа се вежба. Свеста во мене ми кажува, да, имаш баш она монолог, да препознам, како што препознавам што е тоа што во тој момент ме преплави, ме возбуди, ме застраши од однесувањето на детето, исто и што ме воодушеви. Нели, ова е моја тема, сега. Ова момче си има девојка во Македонија. Они си имаат други планови за нивниот живот. Моето е, вау, мама, ти мора да бидеш, припадноста, мама, семејството, да не ги разочарам. Многу теми му се отвараат, а моето е, прекрасно ми е ова што го слушам, размислиши како и да одлучиш. Како и да одлучиш е окей. И нели, останувам јас со... Ја провоцираш и одговорноста кај некој. Да си жива и здрава и пак ме вратиш на манастир. Затоа што одговорноста таму се... Мислам, јас тие некои вештини од нив ги учев. Значи, се тоа се учи кога ќе ги слушнав за некои работи, кога ќе кажат, јас мислам вака, но ти најдобро знаеш. Тоа е предавање на одговорноста. Многу пати детето
и ќе се согласи додека уште не е развојно способно со твоето, ама кој ќе му кажеш, ама ти најдобро си знаеш, тоа е преземање одговорност за одлуката. Марија, ви Ќе благодарам. викнеме уште еднаш во друга Да, за да емисија. продолжиме малку и други... Останавме неисцрпени до крај. други прашања, други предизвици. Јас би заклучил со она со кое што би рекол и секојдневно се соочувам, еве, како родител, но и како некој кој што го има поминато процесот на воспитување, не сега што се обидувам да го дадам, туку и некој кој го примал тоа воспитување, што од дома, што од училиштето, што од улицата, што од професијата во која што се наоѓам. На крајот се соочив дека со еден за мене може би демотивирачки, но потоа и многу мотивирачки момент, дека ние на крајот и не знаеме како, или известноста на тоа како ги воспитуваме децата не е во нашите раце, не е во нашите сили. И дека не треба да не води тој страф дали ќе успеам да го воспитам детето, туку треба да не води тоа да се научиме најпрво да бидеме соодветниот пример за нашето дете, потоа да бидеме добрите слушатели, но и добрите мотиватори нашето дете да се отвори, да разговара со нас, да го воспоставиме тој однос на слушање, на давање. Да ги научиме децата да бидат жртви во животот и да ја жртвуваат дури и својата волја, па дури и дека тоа да им го покажеме преку примерот и ние некогаш да жртвуваме нешто од своето, па дури од инсистирањето нешто детето да направи, да му допуштиме да биде по негово, на тој начин учејќи го дека и тоа некогаш треба да допушти, да попушти. Навистина, воспитувањето заклучив дека е дипломатија, филозофија, наука, ма каква нуклеарна физика, ова е неизмислено до сега и мислам дека нема да се најде вистински концепт, вистинска рамка, вистински правила, вистински начин и така натаму. Би рекол да се подпираме на искуството собствено, да се подпираме и на искуството на другите, да се подпираме на искуството на професионалците, на едукаторите, да слушаме, да нудиме, да даваме, да разговараме. Ви благодариме и ве очекуваме во следната смисла на нешто што има смисла.